Нови 7,2 милиони евра народни пари легнаа на сметката на турско-американскиот конзорциум Бехтел и НК без камче да се помести на автопатиштата. Ова е трета трансакција која Министерството за транспорт и врски ја префрли на јавното претпријатие за државни патишта за Бехтел и НК, а сумата воопшто и не е предвидена во програмата за коридорите. Во истата се предвидени авансни исплати од 117 милиони евра и од 50 милиони кои до сега се исплатени и уште два аванси во висина од 25 милиони и 49 милиони евра кои допрова ќе ги платиме. Или до крајот на годината вкупно околу 250 милиони евра треба да легнат на сметката на изведувачот. Иако јасно се гледаат наведените 4 аванси, од државни патишта тврдат оти и овие пари биле согласно програмата, а како и претходните пари наменети се за технички работи. Јавното претпријатие за државни патишта известува дека врз основа на обврските од договорот за реализација на делниците на коридор 8 и 10Д, а согласно со програмата за финансирање на патната инфраструктура за проектите на коридорите 8 и 10Д за 2023 година, исплатени се средства во висина од 443 милиони 602 илјади денари. Овие средства се наменети за плаќање, односно за мобилизација, набавка на опрема, бази и материјали за изведувачот и за поддршка на пристап до средства за геомеханички испитувања, мобилизација, екипирање со механизација, воспоставување на кампови, лабораторија и други работи од страна на изведувачот. Истиот одговор го добивме кога прашавме за што е наменета втората трансакција во висина од 53 милиони евра. И тогаш од јавното претпријатие за државни патишта кажаа дека станува збор за набавка на опрема, материјали и геомеханички испитувања. Коридорите кои 3 пати беа свечено најавени дека ќе почнат да се градат, само до сега ја чинат државата околу 175 милиони евра за подготвителни работи. Од подготовки до сега видовме поставување на 2 табли, една ископана дупка и 3 пати најава. Прво со изградба требаше да стартува алтернативниот пат кој е предвиден да се користи дури се гради автопатот Гостивар-Струга. Најавите беа дека тоа ќе се случи летово, но ништо и од тоа. Вредноста на целиот проект треба да биде 1,3 милиарди евра, но со оглед на тоа дека треба истовремено да се проектира и да се гради, а експроприацијата на земјишта не е ни започната, многу е веројатно оти ќе биде надмината оваа сума.